Условите и ултиматумите кои ги испорачува Бугарија кон Македонија се класичен диктат кој треба да доведат до демакедонизирање на македонскиот народ, вели за Алфа универзитетскиот професор по меѓународно право Дејан Маролов, како што во моментов Русија се обидува да воспостави владење над Украина и Бугарија како поголема држава прави се да ја надвладее Македонија. Маролов јасно порачува дека по логиката која применуваат големите сили, помалата држава станува подчинета и обврзана да ги прифати условите кои ги диктира посилниот, како што се и намерите на Бугарија. Паралелите се вели многу, а ако целта на Русија да стигне до фазата на декомунизација, така Бугарија притиска на демакедонизација, а тоа ќе доведе до негација на нашиот македонски јазик и нација. Додека руската страна зборува за тоа дека украинците се создадени од СССР, бугарската страна ни го вели практично истото, тврдејќи дека Македонија, македонците се создадени во рамките на Југославија. И ако украинците се создадени од Сталин, македонците по бугарската логика се создадени од Тито, и нели сето тоа благодарение на комунизмот, и од тука логиката на двете страни, на руската и на бугарската кон помалиот народ, вели дека, односно се залагаат за декомунизација на условно речено помалиот народ, и ако дојде до декомунизација, по бугарската логика ќе дојде до демакедонизација. И светските познавачи на меѓународното право препознаваат слично со руските тврдења за Украина и билатералните односи на Македонија со Бугарија. Еминентниот професор и филозоф Френсис Фукујама во интервју за Радио Слободна Европа веќе порача дека поголема земја се обидува да го негира македонското право, да го одреди својот национален идентитет различно од оној во Бугарија, и тоа е иста работа со руските тврдења за Украина. А најавува ли известувачот за Македонија бугарскиот европратеник Илхан Кјучук какво сценарио се подготвува на Македонија? Во интервју за Дојче Веле јасно порачува дека за земјите од Западен Балкан најпогодна би била брза постапка како онаа за Украина за доделување на датум за преговори и европско решение за спорот. Сепак во однос на Македонија смета дека има добра можност која треба да се искористи на максимално брз начин. Прашањето сега е што ќе донесе ова за Македонија и со какви импликации треба повторно да бидеме соочени. Западниот Балкан е многу чувствителен на надворешно влијание. Иако држави кои имаат големо влијание можат да си дозволат да дестабилизираат една држава како Украина, зошто да не можат да го направат тоа и во вашиот регион, токму во Западен Балкан? Следната недела во Скопје доаѓа и бугарската министерка за надворешни работи Теодора Генчовска, пошто се очекува да продолжат разговорите за прашањата од пакетот 4+1 барање.